Утре започнува државната матура, а повеќе од 15.000 матуранти ќе го полагаат предметот мајчин јазик, македонски, албански или турски, во зависност од наставниот јазик. Полагањето ќе се одвива во 108 средни училишта низ државата, под строг надзор и според утврдени протоколи. Како што соопшти државниот испитен центар, учениците ќе имаат 180 минути за да го завршат испитот, кој се состои од два дела: читање со разбирање и писмена изработка. Задачите се подготвени според наставната програма и имаат за цел да ја проверат функционалната писменост на учениците. Во наредните денови ќе следат и испитите по математика, странски јазици и изборен предмет, кои се дел од задолжителниот дел на матурата. Секој испит е значаен за стекнување услови за упис на факултет во земјава и во странство. Министерството за образование апелира до учениците да не се служат со недозволени средства и најавува санкции за евентуални нерегуларности. Според надлежните, сите училишта се подготвени и се преземени мерки за фер и безбеден испитен процес. За време на работната посета на Вашингтон, министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, оствари значајна средба со Џејмисон Грир, трговски представник од администрацијата на Доналд Трамп. Разговорите беа насочени кон унапредување на трговската размена меѓу Македонија и САД. Муцунски соопшти дека е постигнат конкретен напредок во преговорите за намалување на тарифите, како и во дефинирањето на наредните чекори кон потпишување договор за слободна трговија. Според него, отворањето на американскиот пазар е клучно за економскиот развој на земјава. Во рамки на средбата, министерот ги презентирал и економските политики на владата, кои се насочени кон создавање подобра деловна клима и привлекување странски инвестиции. Биле нагласени реформите во регулаторната рамка, кои треба да обезбедат сигурност за американските инвеститори. Официјалните представници договориле и следни чекори за продлабочување на економската соработка, вклучително и организирање на бизнис форуми и директни средби меѓу компании од двете земји. Средбата се оценува како важен исчекор во зајакнување на билатералните односи. Надворешната разузнавачка служба на Русија ја обвини Србија дека, и покрај нејзината формална неутралност, испорачува оружје на Украина. Според надворешната разузнавачка служба на Русија, 7 српски воени компании користеле лажни сертификати за крајни корисници и испратиле десетици илјади ракети и милиони парчиња муниција за мало оружје во Украина. Надворешната разузнавачка служба на Русија ги осуди испораките како забивање нож во грбот на Русија, тврдејќи дека тие немаат никаква хуманитарна основа и служат исклучиво за нанесување жртви меѓу руските војници и цивили. Овие информации доаѓаат во период на дипломатска чувствителност, имајќи предвид дека Србија официјално не воведе санкции против Русија. Минатото лето, Financial Times објави дека Србија преку трети земји извезла во Украина оружје во вредност од 800 милиони евра. Председателот Александар Вучик го оправда извозот како легални трансакции со посредници како САД, Чешка и Шпанија, нагласувајќи дека Србија има пријатели и во Киев и во Москва. И покрај тоа што Србија одржува блиски економски и енергетски врски со Русија, со илјадници руси кои се доселиле таму по почетокот на војната, нејзиниот одбранбен извоз се повеќе се наоѓа под лупа. Надворешната разузнавачка служба на Русија предупредува на ризик од влошување на односите меѓу двете земји поради, како што велат, профитерски интереси на сметка на словенското братство. Француската влада донесе одлука за забрана на пушење околу училишта, на јавни паркови, плажи и во близина на некои јавни институции, како дел од новите мерки за заштита на јавното здравје. Забраната е дел од поширока стратегија за борба против никотинската зависност, која според властите предизвикува сериозни здравствени и социјални последици. Министерот за здравство, Фредерик Валету, истакна дека пушењето останува водечка причина за смрт во Франција, со околу 75.000 жртви годишно. Освен забраните за пушење, владата најави и забрана за продажба на ароматизирани електронски цигари, со цел да го намали интересот кај младите. Исто така, се планира воведување генерација без тутун, со која лицата родени по 2014 година нема никогаш да можат легално да купат тутунски производи. Сличен модел веќе применува Нов Зеланд, а Франција се надева на слични резултати. Новите мерки ќе стапат во сила од 2026 година, а владата најави засилени инспекции и казни за прекршителите. Француските власти апелираат до јавноста да го поддржи овој чекор, кој, како што велат, има за цел да ги заштити најмладите и да го подобри квалитетот на животот. Представникот на САД во Обединетите нации, Џон Кели, изјави пред Советот за безбедност на 29 мај дека актуелниот мировен предлог е најдобриот можен исход за Русија, повикувајќи го председателот Владимир Путин да го прифати. Тој истакна дека продолжувањето на војната не е во ничи интерес и предупреди дека САД би можеле да се повлечат од преговарачките напори доколку Русија одбере да ја продолжи катастрофалната војна. Од Кремљ, пак, истовремено беше соопштено дека се чека официјален одговор од Киев за можно продолжување на разговорите на 2 јуни во Истанбул.
Портпаролот Дмитрий Песков изјави дека досега не е добиен никаков одговор, но додаде дека Москва останува отворена за диалог. Главниот советник на украинскиот председател, Андри Јермак, потврди дека Украина е подготвена да учествува, но дека претходно сака да ги добие деталите за руските предлози. Тој ја нагласи важноста на конструктивниот пристап и очекува конкретен нацрт од Москва. Во меѓувреме, Украина соопшти дека веќе ја доставила на Русија својата визија за мировен договор. Песков го оцени украинското барање како неконструктивно, што ја нагласува тензијата околу дипломатските напори да се стави крај на војната.